FM. Здраво, другарчиња, здраво дечиња, здраво тинејџери, здраво млади возрастни и здраво возрастни. Ве поздравувам од дома. Иако многу повеќе би сакала да сум во студиото на Укло FM со cool слушалки позади стакло на кое пишува on air и да ми сигнализираат кога да почнам и да се кикотиме сите кога грешам. Но тоа е, ќе го постигнуваме истото чувство на друг начин. Што би рекла мајка ми, друга ќе ни биде тактиката. Хи. Многу слушам факултетски предавања. Не знам дали на Укло примаат 9-годишни деца за студирање. А и јас да си продолжам со своето детство. Ке дојде и времето за факултет. Кој знае како ќе учиме тогаш? Може би со холограми или насред широки полина заради дистанца. Или може би ќе бидеме со аватари како на компјутерските игри. Или може би ќе студирам во 4 држави и секаде ќе треба да бидам по половина година. Јупи, патување! Драги мои слушатели, во недостиг на реалистично патување, ви го нудам ова креативно патување низ светот на децата, тинејџерите и младите возрасти. Fasten your seatbelts. Ве молиме, врзете го појасот. Капетанот го вклучи знакот за полетување. Драги патници, ви зборува капетанката Ноела. Полетуваме. Нашата дестинација е Слушнете! Ви благодариме што летате со Укло FM. Ви посакувам убав лето. Високо летал, со килим на Багдад четал и сонувал блиску се звездите. Богатство нудел да плати, бар една звезда да фати и мечтаел чудо ке направи. Чудо големо, и јас исто си бројам звезди, но штом сум сам и донив со летачка чинија да стигнам сонувам. И јас исто си бројам звезди, но штом сум сам и донив со летачка чинија да стигнам сонувам. Денес, утре ке може, баш ке дојде ден, со летачки чини космосот ќе биде освоен. Чудо големо, и јас исто си бројам звезди, но штом сум сам и донив со летачка чинија да стигнам сонувам. И јас исто си бројам звезди, но штом сум сам и донив со летачка чинија
стигнам сонувам. И јас исто си бројам звезди, ноќе штом сум сам. И до нив со летачка чинија да стигнам сонувам, да стигнам сонувам, да стигнам сонувам. Драги другарчки, следува рубриката Звездички од нашиот универзум. Дали може да предпоставите зашто ќе зборуваме? Звездичка би бил, тоест би била нашиот гостин, односно гостинка, кој што е вселенски успешен, тоест успешна во нешто што прави. Поезија, сликање, скијање, уметност, математика, одбојка, музика и многу други. А понекогаш и во повеќе од една област. Денешната звездичка е гордост на мама и тато, на својата сестричка и фамилија, но и на основното училиште Елпида Караманди Битола. И верувам на сите клубови од спортска и мозочна природа, каде што таа учествува. Се надпреварува и се вбројува меѓу најдобрите. Во нашата планета, во наводници, Македонија, но и во меѓугалактичкиот простор низ Европа и светот, се подразбираат разлетаните наводници низ моите галактички метафори. Ви ја представувам Јана Поповска, 11 годишна убавица и паметница. Во оваа прилика со нејзиното писмо Добар ден, добар човеку, под менторство на професорката по македонски јазик Сузана Петковска. Како нашата звездичка Јана блесна во универзумот 1.200.000 писма од целиот свет, кои пристигнаа до централата на Светскиот поштенски сојуз во Берн, Швајцарија. И како тоа ја стави Македонија за прв пат во историјата во наградените творби, ќе ви каже самата. Драга Јана, дали знаеш за Слушнете не и од каде? Здраво, мила Ноила! Секако дека знам за Слушнете не. Мислам дека нема дете што не знае за твојата радиоемисија. Да знаеш, многу си слушана. А поради тоа што јас сакам да бидам големо дете, исто како и ти, слушам Укло FM и те слушам и тебе. И инспирација за тоа што ќе зборуваме во емисијата се токму децата како тебе, кои имаат што да му кажат на светот на возрастните. Раскажи ни како ти го правиш тоа и на кој начин? Па, на сите начини. Со родителите зборувам, ама за да стигне мојата порака до останатите возрастни, користам и други начини. Сликам, пеам, но најмногу пишувам. Најновиот твој успех меѓу бројните други е писмото кое блеска со иновативност и креативност, а тоа се квалитети кои постојат кај секој дете, како и на кој начин тој или таа го гледа светот. Тоа е искра која не повикува внимателно да слушаме и да посветиме внимание. И оваа година победителите не се разликуваат од тоа, изјави генералниот директор на Светскиот поштенски сојуз Хусеин Бишар. Дали може да ни кажеш што е пораката и дали може да ни ги прочиташ најважните извадоци? Писмото, тоа е порака до сите возрастни да го подобрат светот во кој што живееме.
тоа е повик од децата да се промени светот во кој што живееме, а тоа е задача на возрастните. Бидејќи не сакам светот околу нас да остане онаков како што го оставивме пред пандемијата. Ние, децата, сакаме разнобојни ливади, чисти потоци, зелени планини и разлетани птици. Сакаме сини езера и разбранувани мориња. Сакаме здрав свет. Свет обоен со боите на зуницата. Распејан од безброј различни гласови, слеани во една совршена мелодија, што ја пеат сите заедно. И водите, и птиците, и инсектите, и ветрот, и дождот, и животните, и луѓето. Што сметаш дека е проблематично во овој свет, а возрастните не го гледаат со точните очила? Јана, дали детските очила се добри или подобри? Кој диоптер се? Да ти одговорам на ова прашање, повторно ќе ти прочитам еден дел од писмото, за кој мислам дека возрастните недоволно реално го гледаат или недоволно обрнуваат внимание, а тоа е свет на загадени реки, езера, мориња, океани, на тони разнобојна пластика како плови по водните површини. Водниот свет што се бори за свое место во пластичниот отпад и за спас од рибарските мрежи. Уништени планини, исечени дрвја, соголени и опожарени падини, обоени од загаден воздух во зима, оној од кој не можам да дишам со полни гради. Ридовите од ѓубре од човечка несовесност и гладните кучиња што бараат остатоци од храна во тој отпад. Што би направила ти за проблемот со загадувањето? Да можам многу би направила. Не само за загадувањето. И мора секој да почне од самиот себе. И тоа час поскоро ако сакаме да ја зачуваме нашата планета. Треба да се промениме сите, а посебно возрастните. Секој може да се промени. За почеток, може да престане да фрла отпадоци насекаде, на улица, во природа, во реките. Тоа може да престане да го прави и секој дете и секој возрастен. Но, возрастните мора повеќе да се грижат за нашата планета. Ние, децата, не можеме да го запреме сечењето на дрва во планините. Не можеме да го исчистиме воздухот. Не можеме да исчистиме пластиката од водите. Тоа мора да го направат возрастните. Што би им порачала Јана на децата преди таа да порасне? Драги деца, мои другари, бидете гласот на детските желби, бидејќи детските желби се она што му е потребно на светот. Ако се остварат детските желби, светот ќе биде прекрасно место. И продолжете да мечтаете и сонувате. И да сонувате. Сонувајте и раскажувајте со срцето. И не престанувајте да бидете деца. Никога ќе пораснете. Само така ќе се зачува убавината на светот. Ти благодариме, Јана. Верувам дека е предизвик да се биде извонреден во толку работи. Но сигурна сум дека тебе ти оди лесно, бидејќи веќе го знаеш патот до звездичките, оние вистинските, со ум, креативност и со добра душичка која сака да го спаси светот и да го направи многу поубав. Мислам дека беше најсоодветниот представник за мојата емисија. Возрастни, слушнете не! Јана, Ноела и децата имаат многу што да кажат. Штета што постои само во бајки за дечиња мали. Штета што
слушаш ли детскиот глас? Три пати една желба, за да ја кажам и јас. И јас. Овилјада бајки на светот, ја сакам вистинската бајка. Во животот, бајка што не остава деца без мајка. Каде си, златно рибче, што желби исполнуваш три пати една желба, да ми ја исполниш ти. Каде си, златно рибче, го слушаш ли детскиот глас? Три пати една желба, за да ја кажам и јас. Каде си, златно рибче, што желби исполнуваш три пати една желба, да ми ја исполниш ти. Каде си, златно рибче, го слушаш ли детскиот глас? Три пати една желба, за да ја кажам и јас. И јас. Разулавена музичка топ листа! Разулавена музичка топ листа! Така си убаво завиткано, направено толку вешто, што не знам дали си за гледање или за друго нешто. Бомбонче, бомбонче. Те гледам и се мислам. Бомбонче, бомбонче. Нека издржам и ке те гризнам. Го гризнав. Најсладката тема за децата. Дури ми се пријаде. Бомбонче од Коста Денбуловски. Така си убаво завиткано, правено толку вешто, да не знам дали си за гледање или за друго нешто. Бегај од тоа, вели мајка ми,
Сега сакам да ве запознаам со една многу драга личност, најдобрата другарка. Во денешно време си се викавме BFF и ние си го велевме BFF, а тоа да ми ти било BFF, бидејќи доаѓа од Best Friends Forever. Ама мали дечиња, кој знаел тогаш? Како и да е, најдобрата другарка е онаа со која што сакаш да си играш, помагаш, споделуваш детски тајни. Да, дури и за симпатии. Хи. За која изработуваш подарочиња, монивста, цртежи, тефтерчиња и многу убави нешта. Дали имате вие најдобра другарка сега во моментов? Ајде да се преслушаме. Паметно пенкало, дали моите слушатели имаат најдобра другарка? Да, точен одговор. Се разбира, може да бидат и неколкумина во текот на животот, но секој мора да ги има. Најдобар другар или другарка. Тоа е наша задача. За да си најдеш и да си го одржуваш најдоброто другарство. Неодамна и беше роден ден на мојата BFF, Ангела. И отидовме на Тумбекав. Си седевме на сонцето, се тегневме на справите за вежбање и си разговаравме милион работи. Сами и закикотени. Еве, слушнете не! Здраво, другарчиња! Сега имаме нова гостинка во нашето радио. Таа се вика Ангела Бошевска и учи со мене во основното училиште Елпида Караманли Битол. И ние сме BFF! Јас сум Ангела Бошевска и ние се наоѓаме кај Тумбекав. Има до нас едно огромно куче и доста луѓе. Кај зоолошкото близу сме. Јас сум Најла, сме BFF. Јас многу ја сакам и та мене. Прем секогаш поклоних, секогаш кога ќе се сетиме и та мене. Ние многу се сакаме и ние сме BFF. Ние се дружиме и сме во исти клас. Сега не сме во иста клупа, но сме во ист Teams програма. Зашто заради коронавирус. Ние имаме полно заеднички работи со Ноела Начковска и јас. С ние двете имаме папагали и иста раса. И слично се викат. Слични патики имаме и исти телефон Hello Moto. Мојот папагал се вика Лаки, а нејзиниот се вика Коки. Кажи дека е машко, а моето женско. Моето е машко, а моето е женско. Може да се заљубат, ама не знаеме точно. Ова е Слушнете не на Укло FM. Kako sunce to zaođa i kako nekogo
музичка топ листа! Слегувам во два пред зграда и го барам него. За сладолед да делиме и да играме во снегот. За добра журка и другарство, о, за жмурка. Другарство, о, за игри и за смешки и детски глупави грешки. Денес имаме фокус на другарство и затоа 5 плюс бенд најдобар другар. Silni se tvojite oči, najverni dalečni. Со насмевки и прошетки и досетки, со другари и лов. Најдобри и другари, другари. Секогаш ти ке мислиш на тебе и мене. Не плаши се, далечината не ни смета. За мене ке си другар, о, и кај да си. Ке си другар со кој да си. Секогаш и по стол и по илјада лета. По нова школа отиде и те нема цела зима. Дали таму далеку некаде сладолед има? Ти си другар и пак ќе наминеш. Тешко е да заминеш, но јас ќе бидам во два. Пред леси ќе те чекам тебе. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло FM Битола. Ангела има вредни рачиња и прави прекрасни изработки од најразлични работи. Таа е толку креативна и интересна. Но исто така има и многу идеи. Возрастните оваа идеја би ја нарекле циркуларна економија, наука за животната средина, пристап со нула отпад и слични. А мојата Ангела ја има таа идеја. Слушнете ја! Јас сум дете од 10 години. Јас мислам дека пањците треба да се јадат чаши, лајци и така натаму. Зошто да ги мијаме пањците откога ќе си туриме нешто, ќе го изедеме дете, после тоа ќе се иземе пањцата. Така ќе го спаси и светот и мајките и татковците нема да мијат пањци. И тоа е полесно за животот. Сега не знам како тоа ќе оди и не знам
знам каков материјал, а се надевам дека некој ќе му текне. Возрастни, слушнавте? Со вакво размислување се спасува и планетата и мијачите на садови, односно родителите, а готвачите ќе имаат милион предизвици да понудат вкус, рецепти за чинии, лажици, вилушки и чаши. Едвај чекам да пробам како ќе бидат. Ням-ням, што вкус ти се пајнците? Обожувам лажици со вкус на пудинг. Тоа се реченици што ќе ги слушате наскоро, сигурна сум. Благодариме, Ангела. Копнеам за следното наше заедничко сончево природно попладне. Воздушен багнеш. Муа! Некој си дарежев милионер, бил доста откачен, но многу фер. Изгради луда училишна зграда, голема зграда од чоколада. Изгради луда училишна зграда, голема зграда од чоколада. Од сите земји многу деца во тоа школо се запишале, но до второ полугодие цела зграда ја згрешале. Но до второ полугодие цела зграда ја згрешале. Креди од желе бомбони, сунгери од марципани, за ручек, табла и клупа, од чешми течело супа. Дневници од ванила, тетраки од мармелади, баш сладко е да се учи во школа од чоколади. Некој си дарежев милионер, бил доста откачен, но многу фер. Изгради луда училишна зграда, голема зграда од чоколада. Изгради луда училишна зграда, голема зграда од чоколада. Од сите земји многу деца во тоа школо се запишале, но до второ полугодие цела зграда ја згрешале. Но до второ полугодие цела зграда ја згрешале. Креди од желе бомбони, сунгери од марципани, за ручек, табла и клупа, од чешми течело супа. Дневници од ванила, тетраки од мармелади, баш сладко е да се учи во школа од чоколади. Креди од желе бомбони, сунгери од марципани, за ручек, табла и клупа, од чешми течело супа. Дневници од ванила, тетраки од мармелади, баш сладко е да се учи во школа од чоколади. Баш сладко е да се учи во школа од чоколади. Следува интермецо со брзо зборка, интермецо со брзо зборка, интермецо со брзо зборка.
Петко пеш по патот оди, патот право в школо води. И сега јас ке пробам 3 пати. Петко пеш по патот оди, патот право школа води. Петко пеш по патот оди, патот право школа води. Петко пеш по патот оди, патот право школа води. Уау, ова ми е првата брза зборка што ја кажав точно и доволно брзо. Мислам дека и вие ќе успеете. А да пробате баш сега. Ej, maco moja mala, ty imaš crven nos, dal mama ruž ti dala, ljubina bil vosos. Ej, tak to baš vežina, so mojo crven nos, milego vina, najmati to i naš os, mile. Ej, mile, ugrustu znao, mile, daj priznaj, aj vas sijao, mile, hej, mile, ugrustu znao, mile, mile, daj priznaj, aj vas sijao, mile, ej, more, milence, mamino, milence, smačka, ajva, cela Ej, maco moja mala, ty imaš crven nos, dal mama ruž ti dala, ljubina bil vosos. Ej, tak to baš vežina, so mojo crveno, milego vrina, najmati to i naš mile. Ej, mile, ugrustu znao, mile, daj priznaj, aj vas sijao, mile, ej, mile, ugrustu znao, mile, daj priznaj, aj vas sijao, mile, daj priznaj, aj vas sijao, mile, daj priznaj, aj vas sijao, smačka, ajva, cela tekla ti. A bez stranda ti je. Дечки, ова заверам, вчера мама ме изкара. Цел ден зяпа, што е опасно, не разбира колку ми е досадно. Досаден ми е овој свет, празен кога нема интернет. Кога сурфам јас сум кил, играм, опасно е досадно. Разулавена музичката плиста. Опасно е досадно. Мишел Матик, оддајте музика. Мишел сака да сурфа на интернет, инаку е досадно. Нам не ни е. Па ќе ја поканиме да следи Слушнете не на Укло FM. Dečki, ova zaveram, včera mama me iskara, cel den zjapa što je opasno, ne razbira koliko mi je dosadno. Dosaden mi je ovoj svet, prazen koga
на 90,8 мегахерци Укло FM Битола. А сега най-важните съвети от Ваня Шампань, нашата мини лекторка. Аз съм Ваня, дизайнерна лекторка. Слушнете ме! На автомобили, не паркирайте на тротуари. Драги велосипедисти, не влизайте на тротуари. Моята велосипед скъпа така. Слушнете ме! Драги слушатели, завършуваме! Но не плачете, веќе знаете, продолжуваме. Секоја сабота во 12 часот на Укло FM на 90,8 мегахерци. Потоа секогаш може да не најдете и на YouTube. И заследете не на Facebook со кирилични букви. Слушнете не! Запирка Ноела, запирка детска емисија, запирка Укло FM. Денес имавме звездичка од нашиот универзум, Јана Поповска. Зборувавме со мојата BFF Ангела Бошевска. Ве поздрави мини лекторката Вања Шампања, а зборуваме и за пристапот со нула отпад на Ангела. И се разулавуваме од танцување и пеење со избраната музика. Со вас беа Тон
тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистар Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноила Нечковска, четврто одделенка од Елпидеја Караманди Битола. Големо поздравче! Дуднете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно-жолти славеи. Лавина, тонови, безкрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. На бели облаци, дај да се качиме, заедно да полетаме. На сите мориња и сите полиња, среќа да посееме. Да чуе исток и запад, да чуе познат рефрен. На сите страни од светот, детската песна да се запее. Дуднете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно-жолти славеи. Лавина, тонови, безкрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. На бели облаци, дај да се качиме, заедно да полетаме. На сите мориња и сите полиња, среќа да посееме. Да чуе исток и запад, да чуе познат рефрен. На сите страни од светот, детската песна да се запее. Дуднете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно-жолти славеи. Лавина, тонови, безкрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. Укло ФМ Битола, мај 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.